Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Премиерот Христијан Мицкоски оствари средба со Метју Витакер, постојан представник на САД при НАТО. При тоа се разговарало за зајакнување на соработката во рамки на Алијансата, како и за актуелните безбедносни предизвици и заедничките приоритети во насака на унапредување на регионалната и глобалната стабилност. На средбата ја истакнавме важноста на континуирана координација, партнерство и заедничко действување во одговор на современите безбедности закани, напиша Мицковски на неговиот Facebook профил. Румен Радев е убедлив победник на вчерашните избори во Бугарија. По пребројаните речиси 100% од гласовите, првичната и се уште неофицијална распредела на мандатите покажува дека тој има доволно пратеници за апсолутно мнозинство во собранието на Бугарија. Инаку македонскиот државен врв подава рака за соработка на победникот на изборите во Бугарија, но и бара праведно решение за проблемот со Софија. Диалогот кој се очекува може да се заснува на взаемна почит. По уште еден изборен циклус, кај источниот сосед, официјално Скопје подава рака за соработка, но со барање за праведно решение. Македонскиот државен врв оцени дека стабилна влада во Софија ќе значи отпочнување на диалог за решавање на спорните прашања за евроинтегративниот пат на земјава. Премиерот Мицкоски уште утрово телефонски му ја честител победата на Румен Радев. Шефот на дипломатијата најавува дека ќе иницираат разговор уште веднаш по формирање на бугарската влада. Тој е оптимист дека ќе има конструктивен диалог, но нагласи дека тој мора да се заснова на взаемна почит. Веднаш по формирањето на владата ќе превземеме соодветни действија и мерки за развивање на диалог и се надеваме дека може да се најде некое соодветно праведно решение кој што го потврдува нашата желба за напредок кон евроинтеграцијскиот пат, но земајќи во предвид и само почиток кон нашиот идентитет, јазик и историја. Дека во Бугарија ќе има стабилна политичка влада е позитивен сигнал, но претседателката на државата оценува дека и натаму отежнувачка околност за нас ќе биде бугарскиот парламент, кој има јасни позиции во однос на донесените резолуции. Силјановска Давкова вели, иако со Радев имале бројни несогласувања, сепак очекува диалог кој ќе донесе решение. Ние имаме 100% усогласена надворешна и безбедносна политика со ЕУ и повеќето држави на Балканот, мислам на Црна Гора и на Албанија, како први во овој процес и очекувам да се видиме, да разговараме, се разбира со двете знамиња и да тракаме по ново решение. Председателот на собранието очекува што побрзо да се формира бугарската влада и да се стапи во контакт за да се фати возот, да се почне со отворање на поглавијата и во првиот круг на проширување, ако го има, нашата држава да биде дел од тоа проширување. Гаши на денешниот брифинг вели дека за уставните измени не е проблем постапката во парламентот, туку политичките гаранции. Собранието е подготвено и може веднаш да почне со постапка, но само е потребен политички договор и гаранција дека нема да има такви прашања во однос на идентитетот во иднина. Јасни се процедурите за менување на уставот и се знае кој може да биде предлагач, може да предложат и пратеници, владата, председателот на државата. Само да се дојде до договор, потоа процедурата мислам дека ќе биде полесниот дел. Ријана Давидовска, Сител телевизија. СДСМ го одбележа 35-тиот роден ден. Пред Централниот одбор се обрати лидерот Венко Филипче. Денес Македонија повторно е пред голем испит. Европскиот пат повторно е закочен. Отворено и бесрамно ни кажува дека тоа ќе трае и натаму со децении, вожен како заштита на националните интереси. А тоа е една безобзирна лага. Нема поголем интерес, ниту државен, ниту национален, ниту безбедносен, ниту демократски од членството во Европската Унија и НАТО. Владењето на правото навистина беше разнишено, но по последните партиски упади во правосудниот систем тоа е целосно уништено. Довербата во институциите е ниска. Корупцијата
стои како тешка сенка на државата. Гордоста е на оваа страна, на страната на СДСМ. А на нивна страна е срамот. Срамот за предавството на националните интереси, за антиевропските политики, на страната на криминалот, на контрола на судството, на контрола на универзитетите. Срамот е на нивна страна, на страна на понижувањето на работниците, студентите, пензионерите, земјоделците. Горивата од полнок се за денари половина поевтини. Пресметките на регулаторната комисија ги потврдија тие на владата, па и покрај враќањето на ДДВ-то за дизелот на 18%, тој е поевтин. Власта и опозицијата не се согласуваат околу ефикасноста на владините мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Регулаторната комисија донесе одлука да се намалат цените и на бензините и на дизелот, имајќи ја в предвид владината одлука за пониска акциза и повластениот данок на додадена вредност од 10%. Иако кај дизелот ДДВ-то се враќа на 18%, максималната продажна цена изнесува 94 денари за литар. Овие цени на најголемиот дел бензински пумпи можат да бидат и пониски. Попустот кој го даде ОКТА од 2 денари за бензините и 3 за дизелот се уште на сила. Така 95-ката може да се продава по 78,5 денари за литар, 98-цата 80,5. Со владините мерки се штити стандардот на граѓаните, а статистиката на ММФ покажала дека само 2 земји во Европа примениле повеќе мерки од нас, изјави вчера премиерот Мицкоски. Од опозицијската СДСМ не се согласуваат. Велат дека цените постојано растат, а граѓаните стануваат се посиромашни. Затоа бараат титни мерки. Замрзнување на цените на основните производи, намалување на ДДВ за храна и енергија, директна помош за ранливите категории, мерки за зачувување на работните места. Економијата не е статистика, туку живот на секој граѓанин. И синдикатот пресмета дека на едно семејство во април им биле потребни 1000 денари повеќе во споредба со март. Минималната кошница изнесува скоро 68.800 денари. Најголемиот дел, над 1/3 домаќинствата трошат за храна и пијалоци, над 7.000 денари за образование, над 6.000 за облека и сметки. Зголемувањето од почетокот на годината, според синдикатот, е за 3.300 денари. Семејствата кои живеат во изнаемен стан ќе треба да плаќаат дополнителни 22.000 денари за кирија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Обвинителството има непобитни докази дека 350.000 евра кои истражителите ги принајдоа во куќата на родителите на апелацијскиот судија Ѓоко Ристов се негови и дека се противправно стекнати. Обвинителката Искра Хадживасилева и шефот на обвинителството Ислам Абази на брифинг со новинарите го образложи обвинението за противправното стекнување имот и за перењето пари кое беше поднесено во петокот. Во исто време, кога се соопшти дека е постигната спогодба со поранешниот државен правобранител Фехми Стафа за примање подкуп во висина од 50.000 евра и за кој ќе ослужи затворска казна од 1 година и 3 месеци. Одбраната на судијата Ристов прво тврдеше дека парите биле од продажба на лозје, а потоа во текот на истрагата ја променила одбраната со оправдување дека Ристов штедел многу. Обвинителите тврдат и успеале да докажат дека ниту едно тврдење не е точно. Обвинителството низ доказите кои ги собираше практично низ до последниот момент од истрагата, просто ќе успее да ги демантира сите оние аргументи кои одбраната ги понуди како аргументи во однос на делата за кои се обвинува. Во текот на истрагата обезбедивме непобини просто докази дека токму обвинетиот Ѓоко Ристов е оној кој ги крие парите, кои се противправно стекнат имот. На кој начин? Како мислите, извинете? На кој начин? Го утврдивме со вештачење на биолошки траги. Вестите во 8 завршија, следното издание во 9 часот. Пријатно.